Во далечната 1979 македонците од Чикаго решиле да го преземат првиот поголем чекор за остварување на својот сон и купуваат постара црква во Бервин, Илиноис. Веднаш почнале со преуредување. На едно од црковните собранија донале одлука оваа црква на светите просветители и учители Свети Кирил и Методий. Објектот е осветен во 1988. И во тугина, како што вели отец Рубинчо, се чествуваат истите обреди и обичаи од татковината. Свештениците настојуваат да ги одржат традициите на нашата православна македонска црква. Во овој случај стоиме пред купелот, каде што младите христијани, децата, со нивните фамилии доаѓаат во нашата црква за да бидат крстени и да бидат прифатени во мнозинството од овој свет, тоа е христијанството. Православната црква се збогатува со нови членови. Македонските православни цркви во САД се изградени со една цел – да ги продолжат старите традиции на македонците и селеници. Секоја недела се одржува литургија, како и за празнични денови. Секоја година пак расте бројот на членови од заедницата. Ширењето на православната вера, македонска вера, се кажав и порано, претежно ние настојуваме да ја одржиме таа македонска православна вера и нашите доселеници и поколенијата кои што доаѓаат на овие простори. Надлежниот архиереј за северноамериканскиот континент владиката Методий 2-3 пати во годината настојува да ги охрабри да продолжат со мисијата, на секој начин да се сочува македонскиот јазик и православната вера, вели отец Рубинчо. Како и во другите делови на Соединетите Американски држави каде што живее македонска дијаспора, и во оваа црква во Свети Кирил и Методий во Чикаго, верниците се собираат како што велат и за добро и за лошо. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Чикаго.